Како еден од најзначајните занаетчиски центри во Македонија и пошироко, во текот на 19-тиот век во Битола постоеле и се развивале околу 140 занаети или професии, а работеле над 1500 занаетчии. Денеска состојбата е многу поразлична. Голем број занаети со текот на времето изумреа, а старата битолска чаршија е полна со современо опремени продавници. Останати се некои кондураџии, лимари и уште еден ковач. Изумирањето на старите занаети најчесто се должи на тоа што младите не покажуваат особен интерес за нивно изучување. Од Сдруженијето на занаетчии Свети Спиридон со предлог идеја како повторно да заживее старата битолска чаршија. Ние ги имаме улиците, ги имаме дуќаните, ги имаме кепенците, ама останаа уште многу млади многу малце занаети. Јас имав еден предлог и до Министерство за култура и до градоначалникот тука и до музејот во Битола, па имам отприлика 25-6 врсти на занаети, алати кои што се собрани и можеме да направиме еден дел во чаршијата, мали дуќанчина, да се изработуваат барем во минијатура, да обстојуваат луѓе, да остане еден дел во чаршијата и кога ќе дојдат туристите да го осетат градо Битола на занаети, градо Битола на конзули, градо Битола на песна, градо Битола на клавири и на многу нешта. Занаетчиската комора во Битола порано броела 1800 занаетчи, а сега се само 700. Од таму настојуваат преку бројни активности да го зголемат интересот за занаетчиство кај младите, а со тоа Битола да го сочува обележјето кое го има старата чаршија. Со цел да се зачуваат старите занаети, како и поради се поголемата побарувачка на предмети од стари занаети за кои кадар за нивна изработка нема, владата пред неколку месеци објави нова мерка – обука на невработени лица за стекнување вештини кај занаетчии на стари занаети.